Во Крушево по 16-ти пат, свечено, како што доликува, беше одбележан 15 октомври, меѓународниот ден на руралната жена. Овој ден е можност да се чуе гласот на жената од руралната средина, од преку 200 учеснички, кои заедно на заедничка дебата со релевантните представници на сите институции разговара за сите проблеми и предизвици со кои се соочуваат во секојдневието. Јас, како председателка на Националната федерација на фармери, а воедно и активна земјоделка, сакам да ги потенцирам и да ги напоменам проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат руралните жени. А верувајте, премногу се. Дел од нив ќе спомнам. Тоа се социјална исклученост, невработеност, родова дискриминација, нееднаква распределба на приходите и ресурсите, доминација на традиционалните норми, лишување од сопственост на земјоделско земјиште и имот, ограничени пристапи и понуда на образование, информации, здравствена заштита и слични јавни и социјални услуги. Ваквите услови ги принудуваат руралните жени на живот во поголема сиромаштија и ја поттикнуваат миграцијата. Ние жените имаме клучна улога во обезбедувањето на храната, одржливоста на руралните домаќинства и земјоделските стопанства, како и подобрувањето на целокупната благосостојба на општеството. Во насока на обединување и подигање на свеста на нас, руралните жени, за наша важна улога во локалните заедници и општеството, Националната федерација на фармери 16 години поред го одбележува Меѓународниот ден на руралната жена и за истиот настан имаме поддршка од Шведската организација за развој VFECT и Германското друштво за меѓународна соработка ГИС. Имено, 15 октомври е прогласен за Меѓународен ден на жената од руралната средина од страна на Обединетите нации во 2008 година. На денешниот настан ќе се доделат и признанија на успешни жени и невладини организации кои работат за подобрување на економската и социјалната состојба на жените во руралните области. Ви благодарам на честа да бидам дел од настанот посветен на одбележување на 15 октомври, Меѓународниот ден на жената од руралната средина. Денеска токму со одбележувањето на овој значаен датум и преку овој настан придонесуваме за подигање на свеста за значењето на придонесот на руралната жена во локалните заедници, но и во општеството во целина. За жал мораме да признаеме дека во реалноста се уште сме далеку од постигнувањето на целосна рамноправност на руралната жена на било кое ниво во државата. Несомнено и престои голема работа за да овозможиме економска самостојност и социјална интеграција на руралната жена. При тоа неопходен услов е поддршката на женското лидерство и на организациите кои се занимаваат со оваа проблематика. Гласот на руралната жена, нејзините потреби и проблемите со кои се соочува, треба да бидат чуени, но и решени. Поддршката на оваа категорија жени не сме да биде декларативна и наменска, како што најчесто е, и не само на Меѓународниот ден, туку суштинска и секојдневна. Затоа е потребен ангажман на сите засегнати страни и функционално партнерство меѓу државните институции и граѓанските организации заради вклучување на руралните жени во процесот на одлучување на сите нивоа, со што и самите ќе станат креатори на политиките и на иницијативите за подобрување на нивната положба. Секако клучно е надминувањето на стереотипите и на традиционалното вреднување за местото и за улогата на жената во заедницата и во општеството, што е најизразено токму во руралните средини. Од производството на храна до снабдувањето со храна и платената и неплатената работа на жените во руралните средини ги храни нивните семејства, но се уште тие не ги уживаат истите права и еднаков третман помеѓу мажите и жените во општеството. Позитивната работа на која што Шведска посебно апострофира и обрнува внимание е донесувањето на програма за социјална сигурност за платено отсуство за жените додека се на породилно од рурални средини. Зајакнувањето на родовата рамноправност е една од клучните работи на патот кон Европска унија, а вратата на Европската унија е отворена сега како никогаш досега.
And for sure, the concrete challenges that Општествата различно се справуваат со промените и со овој пристап, еднаков пристап на мажите и жените во различни региони. Меѓутоа, она што ни е на нас на сите заедничко е дека сите заедно се трудиме во еднакви можности за сите членови на една заедница, за сите нејзини чинители, и тоа без разлика не го сметаме само како дел од остварувањето на индивидуалните права на секој член од таа заедница, туку како една од придобивките кои што ги прави нашите општества да бидат вреднувани на вистински начин. Ова практично е и зошто денеска во срцето на овој настан ги представуваме руралните жени, бидејќи тие се чинители не само во подобрувањето на земјоделството, туку и на руралниот развој, туку и на управувањето со природните ресурси, на обезбеденоста со храна, на сите подрачја во општеството во кои што може да придонесе. Министерот за земјоделство Николовски заради обврските имаше свое видеообраќање. Почитувани членки на Националната федерација на фармери, сакам да ви го честитам меѓународниот ден на руралната жена, 15 октомври. Воедно и да се извинам заради тоа што поради службените обврски во Брисел, поврзани со поглавието за земјоделство и рурален развој и нашиот скрининг процес на државата, нема да бидам во можност и не сум во можност да бидам на денешниот и на вашиот настан. Но секако дека и во оваа прилика и на овој ден се потсетуваме на нашата одлична соработка, која што започна 2018 година со подпишување на декларација, со креирање на мерка за руралната жена. Токму затоа оваа година за прв пат заедно со Факултетот за земјоделство, заедно со Правниот факултет, заедно со останатите чинители, вклучително и Министерството за труд и социјална политика, но пред се на иницијатива и на амбициозноста на Националната федерација на фармери, заедно успеавме да донесеме уште една нова програма со која што за прв пат после 30 години решаваме едно од најболните прашања кога зборуваме за руралната жена, а тоа е платеното отсуство, односно платеното мајчинство, кое што руралните жени или жените земјоделки не исто како и сите останати кои што го црпат ова право по Законот за работни односи, досега го има. Токму затоа преку програмата која што за прв пат се спроведува оваа година, како пилот проект, предвидуваме 9-месечно покривање во износ од 81.000 денари за жените земјоделки кои што ќе користат токму право на боледување, односно на мајчинство во оваа година и ќе го имаат истото право како и сите останати жени од сите останати сектори. Посебен акцент на меѓународниот ден на руралната жена се стави на програмата за поддршка на мајчинството. Руралните жени на манифестацијата силно ја поддржаа програмата за социјална обезбеденост на жените од руралните средини, односно платениот надомест за мајчинство. Ова е резултат на 15 годишниот напор на Националната федерација на фармери за решавање на овој проблем. Во 2022 година, преку соработка со Министерството за земјоделство и Министерството за труд и социјална политика, се успеа да се изнајде соодветно решение преку програмата за обезбедување социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност. Програмата започна да се имплементира во текот на 2023 година преку Министерството за земјоделство и платежната агенција. Координативната група на Националната федерација на фармери продолжува и натаму со работа за да се изнајде системско решение за породилното отсуство и боледувањето на регистрираните земјоделци. По овој повод благодарница на настанот доби Густа Златкова, регистрирана земјоделка која се занимава со одгледување на овци и производство на сирење и воедно е првата апликантка на програмата за социјална обезбеденост на жените од руралните средини, односно платениот надомест за породилно отсуство. Благодарницата ја даде Андријана Димовска, регистрирана земјоделка од село Тимјаник, која има 3 деца и за ниту едно од своите деца не го искористила правото за породилно родителско отсуство. Првата апликантка од програмата за социјална обезбеденост на жените од руралните средини, платен надоместок за породилно отсуство. Благодарницата ќе ја додели Андријана, регистрирана земјоделка од село Тимјаник, која има 3 деца и за жал никогаш не добила поддршка додека ги одгледувала овие деца, односно немала права на мајчинско. Честит празник на Меѓународниот ден на рурална жена. Јас сум Димова Адријана, доаѓам од Тимјаник, Неготино. Се занимавам со земјоделие, земјоделка сум и денес ми е чест и задоволство да ја доделам оваа благодарница баш на првата жена која го доби овој бенефит,
благодарение на Министерството за земјоделие и труд и Федерација на фармери и да ни се множат уште многу вакви жени кои што може да го користат овој бенефит. Честита! Фала и благодарам и на вас, на сите. Честите ви е празнико на жените. Признанија за својот придонес добија дел од руралните жени, за она што го работат и за она што го произведуваат, како мали семени производители на храна. Добар ден на сите. Многу ми е мило што сум тука и што ја добив оваа благодарница. Јас сум Александра Шчепарковска од село Митршинци Берово. Се занимавам со земјоделство и сточарство. Одгледувам околу 150 грла на овци. Од млекото правам сирење и урда. Храната сами си ја произведуваме. Инаку да наведам дека многу е тешко да се живее во село и да бидеш жена, рурална жена. Кај нас во селото немаме превоз, градинки, околните села се затвараат многу училишта, болниците, аптеките, банките, се тоа ни е далеко, недостижно. Мора да идеш до град за да идеш до таму. И мислам дека треба сите жени, рурални жени, да се сплотиме заедно, да бидеме појаки, посилни и да работиме за да придонесеме за нашата држава. Ви благодарам. Добар ден на сите и на председателот, на амбасадорките. Јас сум од Гостива, Ракизе Ризванче, произведувам сирење. Одгледуваме стадо овце околу 1000, фамилиарен бизнис ни е. Убаво, има Македонија ресурси за све, вода, трева, планини, ама ни има потреба од работници. Работиме колку што можеме да стигнеме, а сирење се бара многу, не можеме да искористиме овците колку што треба. Некои се и на жалост и продадени, на планина сами останавме, имаше 4-5 бачела, сега ние сами останавме. Дали ние ќе издржиме ако има работници? Може, ама понатаму не знам што ќе биде. Лицата со попреченост во руралните средини имаат и свој голем борец, кој исто така доби благодарница. Живеам сама цел живот, се трудам цел живот, имам деца чувано, имам гудиња чувано, имам маска чувано, од Нежилово сум потекло, село под Солунска глава е тоа. Сум преселена на 25 години. Голема е мојата историја, да не ја објаснувам, скратено. И се преселив во населба Чашка, има големи проблеми. Сама се трудам, сама се борам, со пријатели, со кој не. Некој ми помага, некој не. Ќе помине. Ќе помине. Се трудам и уште ќе се трудам. И сакам на сите да ви пожелам, на цел свет, на цела Македонија, да се помага на вакви луѓе, да не се одмага и да има почитување. Тоа е најважно. Како завршница на Меѓународниот ден на руралната жена, кој оваа година имаше и регионален карактер, беше потпишувањето на декларацијата за соработка меѓу организациите од Македонија, Албанија, Косово, Србија и Црна Гора за создавање на регионална платформа за соработка за подобрување на економската и социјалната состојба на жените во селските области. И честитам вам Меѓународни дан руралног жена. Danas smo ovde svi mi žene iz regionalne organizacije iz 5 zemalja. Mi smo iz Kosova, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Srbije. Mi danas smo ovde da potpišemo regionalnu platformu čija je cilj da poboljšamo i unapredimo položaj, ekonomski i socijalni položaj žena u regionu.